За денес спремив една многу актуелна тема која не засега сите нас. Се работи за една многу опасна играчка во рацете на погрешни луѓе. И не заборавајте да удрите лайк на ова видео 1-3.000 лайкови и посебно ако сте нов на овој канал да се претплатите. А сега, зашто точно станува збор, погледнете во продолжение на ова видео. Медиумите откри инсталирани HAARP системи за контрола на климата на Петрова гора. Сведоци сме на климатските промени секој ден и локално и глобално. Например, сувите листови кои требало да паднат од гранките на дрвото назад во октомври цврсто се држат дури и во најсилната бора на крајот од април. Цвеќињата кои цветаа само за време на најжешката летна жештина сега цветаат во текот на зимата. Често жешкиот пролетен ден за само неколку часа станува неподносливо ладен и безживотен. Во момент кога престанува пеењето на птиците, животот умира, растенијата хибернираат, неконтролираните поплави во пустинските суви области одземаат животи и истовремено на другата страна на светот поранешните полиња со жито не можат да преживеат без систем за присилно наводнување. 2 дена е неподносливо жешко, а потоа неколку дена температурите драстично се намалуваат, што секако влијае и на луѓето и растенијата и животните. Сето ова е нашата реалност и никој повеќе не обрнува внимание на дивите временски и климатолошки услови. Ова ли е причината? Имаме извештај за локацијата на HAARP во Хрватска. До неодамна можеше да се најде на мапите на Google, но од пред некој ден вештачки е избришан во Photoshop. Некои ликови новинари кои работеле на овој случај отишле со кола за да видат дали е сето ова точно и кога се приближувале до HAARP системот, имало куќа во која имало војници кои не дозволувале понатамошно движење, ги испрашувале зошто се тука, тие се бранеле со тоа дека се на патување и дека се изгубени. Рекле дека било многу засрамувачко и мислеле дека ќе ги уапсат. Во ова видео кое го снимам според настаните кои се случија овие денови и во кои слики можете да ја видите разликата пред и по фотошопирањето на мапите на Google за луѓето да не ја дознаат вистината. Сликите со координатите на местото каде што наводно се наоѓа HAARP системот во Хрватска, и тоа е шума во сопственост на Хрватските шуми во близина на Петрова гора и Карловац, исто така се прицврстени. Како што наведуваат овие новинари, фотографиите покажуваат HAARP антени кои до некое време беа јасно видливи на Google Maps, додека втората фотографија ја прикажува актуелната слика, со помош на Photoshop е отстранета локацијата на HAARP антените. Мнозинството од хрватската јавност слушнала за HAARP системот минатата година кога Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина беа драматично убиени во поплави кои само одеднаш ја уништија оваа област. Дури и тогаш, многу сведоци на чудниот дожд кој се излеваше во неверојатни количини во поплавените области рекоа дека никогаш не виделе нешто слично. Дожд како некој да го излеал од котел, дождот не врнел како што врнело вообичаено, туку бил излеан на едно место, се најчестите коментари на луѓето кои се обиделе на свој начин да објаснат како изгледала поплавата на цели места. Сите беа изненадени од се што се случи околу поплавите, бидејќи од почетокот се изгледаше како некој намерно да ја погодил оваа поплавена област со поплави во сите 3 земји. По поплавите, она што е символично на поплавените области беше контактирано од донаторите на гмосемињата за да им помогнат на луѓето во земјоделството, и чии култури се очекуваше дека не можеа да растат долго време, и по гмо, донаторски семиња. Како и да е, за време на поплавите, хрватската јавност и некои хрватски експерти предупредија за HAARP системот, кој дотогаш беше непознат за многумина. Проектот HAARP, високофреквентна програма за активно истражување на Аурорал, официјално се представува како цивилен научен проект чија цел е да ги испита неговите карактеристики преку вештачки температурни промени во ионосферата.
Според Розали Бертел, председател на Меѓународниот институт за човеково здравје, HAARP системот е мамутски грејач способен да направи големи промени во ионосферата. HAARP претпоставува уред со моќност од 1,7 гигавати кој може да се пренесе преку комплексен антенски состав во целната област на ионосферата. На овој начин се предизвикува зовривање на ионосферата, која реагира со зрачење во областа на долгите бранови должини кон земјата, што може да предизвика глобални последици за климата, дивиот свет и човекот. Што е најинтересно од се? Според бројни истражувачи, HAARP системот се користи за намерна промена на климата и регулирање на временските катастрофи според човечката волја. HAARP системот бил дизајниран од самиот Никола Тесла и како се што требало да служи за корист на човештвото, бил грабнат од моќни корпорации кои сега го кројат светот и климата по нивна волја. Овие денови, но и денови наназад, ако гледате на небото од било кој дел на Македонија, секој ден можете да видите мноштво хемтреилови. И прашината помина, петок, сабота, во недела дожд. Понеделник, вторник, среда и повторно дожд. Исто така на небото овие денови е вообичаеното HAARP небо. Имено, во случај да не сте знаеле, отровите и тешките метали кои се расфрлани од хемтреиловите во атмосферата во служба на геоинженерството, заедно со депопулацијата и целното труење на планетата, служат за полесно спроведување на HAARP системот.